Версус со Горан Лалов. Версус на канал 8, добро вечер. Генералот Стојанче Ангелов од Достоинство беше првиот кој што најави кандидатура на претседателските избори годинава. Периодов е во офанзива на собирање на оние потребни 10.000 подписи за да ја официализира неговата кандидатура за татко на нацијата. Неколку месеци од неговото последно гостување во Версус на канал 8. Вечерва повторно во емисијата. Добро вечер, добре дојавте, генерале. Добро ве најдов. Кажете ми, освен што собирате подписи и во силна политичка активност последниот период, коментирате одредени политички случувања во земјава. Едно од последните беше изјавата на поранешниот командир Джезер Шекири, познат како командант Хоџа, за еден од порталите, во кој што вели дека доколку имале албанците оружје како македонците во 2001, ќе ве протерале до Албанија. Како ги коментирате овие изјави и тајмингот кога се дават? На самиот почеток една корекција, јас не се борам да станам татко на нацијата, се надевам дека ќе останам добар македонски син. Се уште сум млад за да бидам татко на нацијата, иако тој синоним се користи за председателот. Оваквите изјави од овој командант, како беше Хоџа, се несериозни, затоа што тие многу добро знаат дека прашање на ден беше кога Рачиново ќе падне. Наша работа како суверена држава е дали едно село ќе го исчистиме од терористите за 2 дена, за 5 дена или за 20 дена. Ние немавме воопшто причина да брзаме во Рачиново. Ние во Рачиново одевме на штедење на човечки животи. Не сакавме да има непотребна загуба и ние имаме само 3 загинати во Рачиново. На една таква блиска борба, тоа е многу мала бројка на 3 загинати. И прашање, иако ја бев третиот ден реално ранет и бев надвор исфрлен од борба, но моите колеги за неколку дена, можеби за 10 дена, ќе го исчистеа без сериозни проблеми ова село. И како што кажува и самиот американски генерал, кој што учествувал во извлекувањето на припадниците на УЧК од Рачиново, тие биле при крај со нивната муниција, со нивната храна. И реално не можеле уште долго време да одолеат, па затоа и напишав на мојот Facebook профил, кога тој тврди дека да го имале нашето оружје ќе не отерале дури до Бугарија, му одговорив на тоа, да бев јас врховен командант. Како да се протолкува таа реакција? Тоа ми искреното прашање. Па, неговата или мојата? Вашата. Па, генерално позитивно. Јас знам дека кога јас би командувал со таква акција... Што ќе направевте? Па не би ви кажал, но знам многу добро што да направам да не остане ни трак ни глас од нив. Бидејќи ние функциониравме поинаку. Јас во сите мои изјави кажувам дека во 2001 година ние, припадниците на македонската армија и полиција, заедно со нашиот резервен состав, победивме во сите битки. Победивме секаде каде што имавме наредба да војуваме. Изгубија политичарите, конкретно македонските политичарите од македонскиот политички блок со неколку погрешни постапки или одлуки. Од пред да започне војниот конфликт, па се до неговото конечно завршување. И на вистина, кога ние би се прашували, иако јас тогаш во хиерархијата бев меѓу пониските команданти, но верувам дека армијата и полицијата имаат таков потенцијал да без посериозни проблеми воено можевме да ги пораземе, но реално е дека тоа немаше да биде решение на проблемот, бидејќи за жал во повеќето од овие места каде што ние војувавме во 2001 година, албанците живеат во мнозинство и кога ние воено би ги поразиле УЧК, таму тие повторно станува да живеат, затоа што пасивната политика на тогашната влада направи УЧК да добија симпатија и дел од албанското население и дел од македонските албанци да се приклучат кон УЧК. Ако и ги сосечевме во првата фаза, таков феномен немаше да се појави, тие немаше да добијат ни широка, па ни потесна поддршка кај албанското население и ќе имавме многу лесна работа. Нашето разлекување и игнорирање на фактите на кои што укажува македонското разузнавање и контрразузнавање донесува до тоа да кога војната започна ние бевме неподготвени. Тоа е како во сред зиму да ви изненади снег. Добро, ако велите дека не ја изгубивте војната на фронтот, ја изгубивте политичката, што значи тоа? Може ли сега да се врати тој пораз, да се променат нештата после повеќе од 10 години? Тешко, за жал Охридскиот договор е сурова реалност во Македонија, но еве ние како политичка партија Достоинство
Јас како председател на достоинство, но и како неформален лидер на македонските брнители, покренавме во текот на минатата година една референдумска иницијатива која што содржи во себе 4 референдумски прашања. Со овие 4 прашања ние ќе коригираме некои работи во поглед на албанскиот екстремизам во Македонија, можеби не се крајно и конечно решение, но навистина 4 крупни работи ќе ги коригиравме, кои што имат големо национално значење за нас македонците во Македонија. Јас верувам дека вашите гледачи повеќето ги знаат овие прашања, само да ги кажам на брзина. Првото прашање е дали сте за или против законот за територијална организација, донесен во 2004 година, едно од најголемите грешки на СДСМ, со кој што ние ги изгубивме Струга и Кичево, но и некои други македонски урбани места, бидејќи вештачки... Добро, 4 партии беа потписнички на тој договор. Не, јас зборувам сега за законот за територијална организација од 2004 година, кој што ја смени етничката карта во општините, ако во Струга и во Кичево македонците до 2004 година живееја во мнозинство и градоначалникот кој што тие го бираа беше македонец. Денес со вештачко припојување на албански села, етничката структура во општините е сменета. Иако во градот македонците се во мнозинство, во општината тие се во малцинство. Таквиот тренд со доаѓање на албанци градоначалници негативно се одразува врз македонците кои што засилено го продолжуваат процесот на иселување кој што е започнат веќе одамна. Второто прашање се однесува дали сте за или против законот за автентично толкување на сторителите офатени со хашките случаеви. Ние сметаме дека е апсурд во една нормална држава, во една демократска држава каква што сака Македонија да се представи, да се амнестират злосторници кои што се изживувале на крајно суров начин, животински начин врз цивили кои што биле заробени само затоа што работеле на улица, на пат, во своите ниви, во своите бавчи. Добро, или апсурд што Хашкиот трибунал да го врати предметот тоа? Па кога Хашкиот трибунал ги врати овие предмети, во Македонија беше формирано посебно обвинителство, судиите беа на обука, Хашкиот трибунал ги врати за во Македонија да бидат судени ваквите злосторници, а не да бидат амнестирани политички со закон. И тоа е една од најголемите грешки на ВМРО ДПМН, да амнестирате животни кои што се живувале врз невини луѓе, кои што убиле 12, односно 14 македонци, кои што немат доблес до ден денес, 13 години после конфликтот, да кажат каде ги закопале нашите сограѓани македонци, да ги откопаме нивните останки, да ги закопаме нивните коски на православни гробишта, да запалиме по една свеќа, да и се смират душите на овие починати, убиени на суров начин, верувам на суров начин луѓе. И третото прашање се однесува на можноста припадници од ДУЧК да вршат јавни функции во Македонија. Ние во достоинство се залагаме сите оние кои што биле во УЧК, исто како и оние кои што се илустрирани, нешто што во овој момент е во важност во Македонија, законот за илустрација, нели, иако илустрацијата веќе доби поинаква димензија, бараме припадниците на УЧК да не можат да вршат јавни функции. Тоа значи ниту советници во општините, ниту пратеници во собранието, да не се директори на јавни функции, да не се министри, така натаму. Ние имаме иронија кога во Македонија министер за одбрана е командант од УЧК. Во Македонија градоначалник на Кичево е командант од УЧК, кој што има рекетирано полициска станица во 2001 година. Директорот на Македонски пошти е исто така командант од УЧК. Ова никаде во светот го нема. Ова е единствен пример по ваквата политика на попустивост кон албанските екстремисти која што ја покажа оваа влада. И со третото прашање ние ќе ставиме крај на ваквото понижување на македонскиот народ, затоа што јас верувам дека Дуи, доколку сакаат толку многу да биде албанец министер за одбрана, можеа да најдат некоја друга личност, а не командант од УЧК. Иако да за волја на вистината јас не бев среќен и кога Фатмир Бесими беше министер за одбрана, бидејќи не сметам дека во Македонија не е добро албанец да биде министер за одбрана, но тоа го прифаќам како можно, затоа што нели Македонија е демократска држава, сите граѓани имат еднакви права според устав, но тогаш не правевме пресконференции против него, иако беше од партијата на УЧК. Инаку немам ништо ако е некој од другите албанци кои што не се припаѓаат на овие екстремни организации и политички партии. Но вие да ставите командант од УЧК за министер за одбрана во држава која што војувала против овие од УЧК, тоа е навистина намерно дразнење на македонците. Ако албанците, особено овие од Дуи, сакаат со нас мир,
ако навистина се залагат за сожителство, како што тие цело време зборуват, за почитување на Охридскиот мировен договор, тогаш тие треба однапред да имат разбирање и да знаат дека не само генералот Ангелов, туку сите припадници на безбедносните сили, па и сите македонци и останати граѓани без разлика на етничката припадност, кои што си ја сака државата, се противат и нема да и биде драго ако командантот ДУЧК биде министер за одбрана. Четвртото прашање се однесува на можноста припадниците на ДУЧК да не можат со закон да добијат било какви права од нашата држава и токму денес ние веќе имаме една петиција од некои албански организации зад кои што најверојатно стои ДУИ токму денешниот ден, со кои што тие покренуваат собирање на потписи меѓу албанците, Македонија да не може да влезе во НАТО доколку не го реши според нив статусот на ветераните од ДУЧК. Замислете, барат закон од нашата држава, оние кои што убиваа, оние кои што не нападнаа. Проблемот овде не е во финансиите, во социјалниот момент. Доколку било кој ветеран на УЧК добие право од нашата држава со закон, ние даваме легитимитет на нивната борба, ние даваме легитимитет на насилни средства. Утре, може би оризарите од Кочан или тутунарите од Прилеп, ако не се задоволни од цената, може да земат оружје и да кажат ќе пукаме се додека не го реши овој наш проблем. Од друга страна, сите знаеме, општо познато е дека во 2001 година екстремните албанци не војуваа за права, во тоа никогаш не можеме да поверуваме. Војуваа за отцепување на дел од македонската територија. Ние тоа го знаеме и во првите нивни комуникеа, тие нас не нарекуваа славо македонски окупатор и бараа да се тргнеме од нивната територија. И сега, еден сублимат за овие 4 прашања. Јас не повикувам на војна, на крв, на насилство, на омрза. Само барам собранието да ни овозможи да собираме 150.000 потписи. Доколку ние собереме како достоинство 150.000 потписи, тогаш државата ќе биде должна, односно собранието, да распише референдум. На тој референдум, секој граѓанин на Македонија, без разлика дали е македонец, албанец, дали од Кочани, дали од Тетово, ќе има право да излезе и да гласа за овие 4 работи. Јас сум убеден, познавајќи го македонскиот народ, кој што иако во историјата знае да биде и пасивен и мирен, дека со пенкало ќе се спротистави на ваквиот албански екстремизам и ќе гласат против овие 4 работи, со што ќе исправиме една голема неправда нанесена на неколку големи неправди нанесени на македонците и ќе спречиме во иднина такви работи да не се случуваат. Барате уставни измени, од дел од овие корпус прашања задираат во Охридскиот рамковен договор, со тоа и во уставот колку е можно тоа после толкава временска дистанца. Уставот е многу јасен. Доколку се соберат 150.000 потписи од граѓани, собранието должно да распише референдум, без разлика на која област се однесува. Затоа и покреновме иницијатива до Уставниот суд да се укине еден фамозен член од законот за референдум, кој што забранува да се распишува референдум за прашања поврзани со Бадентерово правило. Па што се албанците во Македонија? Зошто нивното право да биде пред нашето право? Кој е газда во оваа држава? Ние македонците сме овде носечки народ. Неприкосновен Бадентеровиот принцип се носат одлуки со двотретинско мнозинство. Свесни сме дека во ваква констелација тоа не е возможно во македонското собрание или можеби сметате поинаку. Доколку се распише референдум, тогаш сите граѓани на Македонија одлучуваат. Не важи ни Бадентеров правило. Кој распишувањето на референдум? Кој го кочи? Во овој момент Уставниот суд, но сметам дека тоа со наредба од власта, затоа што кое образложение? Ние во април нема образложение. Иронијата е во тоа што власта е толку арогантна што не чувствуваат потреба да се оправдат. Никакво образложение. Ние во април поднесовме барање за заштита на уставноста, на законитоста. Замислете, ние денес имаме од април до поминаа 10 месеци, немаме никаков одговор на нашата иницијатива, се извинувам, не барање, туку иницијатива за заштита. И замислете, 10 месеци Уставниот суд молчи, барем да не одбијат, но тие знаат дека не може да не одбијат, бидејќи нашата иницијатива е во согласност со устав. Ние бараме уставот кој што е неприкосновен, врховен акт во нашата држава, барем од формално правен аспект да се почитува, а уставот предвидува дека референдумот е највисок облик на изразување на војата на граѓаните, затоа што во собранието кога гласат пратениците тие представуваат по 7-8 илјади граѓани, тоа е делегиран начин на одлучување. Ние бараме самите граѓани директно, непосредно на референдум да одлучат и ние имаме право на такво барање, затоа што уставот ни го гарантира. За разлика од дучките, ние не земаме оружје и не се закануваме со крв.
И се надеваме дека ќе има доблес од Уставниот суд да објективно пресудат и да го укинат тој член кој што е спротивен уставот, за да се продолжиме нашата иницијатива. Ние од неа нема никош да се откажеме. Кусо е времето, има многу прашања. Одиме со протестот на достоинство и 70 професионални војници кои останаа без работа поради досегашните законски ограничувања. Има ли разрешница овој случај? Сите знаеме дека ВМРО ДПМН излезе во пресрет на барањата на достоинство, бидејќи овие барања на професионалните војници се барања на политичката партија. Да, се заблагодаривте на владата, беше тоа во иронија. Да, ние сме благодарни, иако сме свесни дека тоа е под наш притисок и дека е вочени изборите, кога ВМРО ДПМН дава па и раздава. И да беше ВМРО ДПМН загрижена за професионалните војници, многу одамна ќе го решеше овој проблем. Ако се сеќавате на нашите големи протести, професионалните војници, кога начело со мене протестно маршираа низ Скопје, кога цело Скопје се тресеше во 2009 година. Но повторно, иако сега одлучија да излезат во пресрет на војниците, направи еден превид за кој што се плашам дека е намерен. Најзасегнатата категорија на професионални војници, оние кои што во меѓувреме останале без работа. Оние војници кои што сите до еден биле во 2001 година, се бореле за државата, биле свесни или подготвени дека може да загинат, во меѓувреме поради завршување на договорите останаа на улица. И сега токму на нив законот не се однесуваше. Зошто? Заради блискоста со вас ли? Па видете, ВМРО ДПМН знае дека поголем дел од професионалните војници благонаклонно гледат и на мене и на достоинство. Мојата кандидатура беше катализатор за овие барања да излезат во пресрет и Клековски Сашо, еден од подобрите македонски политички аналитичари, во емисија на една од македонските телевизии го кажа тоа дека под притисок на достоинство е донесен тој закон. Но веднаш откако свативме дека законот не се однесува на отпуштените професионални војници, направивме во два наврати мали протестни собори од по 5-60 војници кои што беа построени во редица, мирно, лево, десно, значи како што доликува на војска, и тоа ги принуди ВМРО ДПМН уште веднаш да донесат одлука и за нив. И го променија законот. Ги вметна и нив, но на еден нечесен начин. Значи, сега законот би се однесувал само на оние војници кои што на 31 декември 2013 година биле невработени. Тоа значи, доколку одреден војник кој што останал без работа, да кажеме во 2011 година, во меѓувреме почнал да работи во пекара или работи во градежна компанија или вози такси и е пријавен, на него нема да се однесува. Зарем тие очекуваа војниците кои што остануваат без работа да чекат на државата милостиња и дека нема ништо друго да работат? Слично како и со стечајците, оние кои потоа добиле одредена работа. За жал и кај стечајците е слично, но јас сега зборам за војниците со кои што ние соработуваме, од кои што им живееме. Сугерирам дека можеби не е намерно. И јас ќе порачам на војниците еден ден генералот Ангелов ќе најде начин да ја исправи оваа неправда до крај, бидејќи сепак благодарение на мене и на достоинство ние успеавме работата да избуткаме до самиот крај. Надвор се само 70 на професионални војници кои што би сакале да се вратат на работа, ништо повеќе. Сметам дека за државата, посебно во ситуација кога самиот премиер најави пополнување на армијата. Армијата се пополнува кога има многу празни места. Во една ваква ситуација, кога премиерот најавува пополнување на армијата, сметам дека не е никаков проблем овие 70 луѓе да бидат абсорбирани во армијата. Доколку некој од нив, поради физичките способности веќе не е соодветен за во армија, бараме да биде преземен во полиција, во судска полиција, шумска полиција, затворска полиција. Има доволно места, да не забораваме дека ова се луѓе што во 2001 година се бореле за државата. За жал во последните особено неколку години еден куп на млади албанци од кои што дел припадници на УЧК се вработени во армијата. Се направи место во армијата за команданти од УЧК, за припадници на УЧК, нема место за нашите бранители од 2001. Ќе се вратам на претходното прашање за законот за територијална организација и новиот закон за територијална поделба во Албанија. Подразбира дека општината Пустес ќе биде избришена, односно се укинува. Вие жестоко се спротивставивте, реагиравте. Имаат ли овие процеси некаква синергична поврзаност? Се работи за политиката на попустливост која што води македонската држава кон соседите. Ние имаме ситуација кога Албанија, Република Албанија или првата албанска држава не ја признава Република Македонија под уставно име. Ние за жал до ден денес за Албанија сме ФИРОМ, а Македонија го призна Косово. Да бев јас власт немаше да го признам Косово. Не само поради односите со Србија, туку затоа што Албанија
Првата албанска држава не ја признава Република Македонија и не можам јас да го признам во такви услови Косово. Тоа е политика на реципроцитет и треба таа одлука со признавањето на Косово да се приспита. Од друга страна, овде албанците ги освоја чисти македонски градови. Чисти македонски градови како Струга и Кичево, каде што македонците беа во огромно мнозинство, во двотретинско мнозинство, а денес едно од неколкуте македонски општини во Мала Преспа денес ја губиме ние. Ние ја губиме можеби единствената етнички чиста македонска општина, Пустец, и да биде злото поголемо, откако таа ќе се припои сега со новиот закон за територијална организација на Албанија кон други поголеми места, каде што албанците се доминантни, и ќе имаме етничка промена на структурата на населението. Следниот градоначалник ќе биде албанец. Тие може да го распродадат имотот од брегот на езерото и ние да изгубиме и земјата, но и брегот од езерото, кој што треба да го зачуваме, затоа што границите во историјата се менуват. Денес ние сите зборуваме дека се неменливи, ама не знаеме што ќе биде после 50 или 100 години. Тој дел е македонски дел, кој што после окупацијата на Македонија, после распрачувањето во 13-та година, тој мал дел попаднал под албанска окупација. Ова ли е почеток на остарувањето на контингентната идеја за голема Албанија? За жал, таа идеја одамна веќе е делумно реализирана. Косово е втора албанска држава. Ние денес имаме две држави на албанците. Албанците живеат во Албанија и во Косово. Ние имавме ситуација кога пред неколку седмици албанската и косовската влада има заедничка седница. И не би било тоа толку страшно, или македонската и бугарската, македонската и српската има заеднички седници, но ние сме различни народи. Сега имаме две влади на исти народ, има заедничка седница на која што донесува одлука за помош на албанците во четвртата албанска држава во Прешево, Медвеđи, Бујановаc, во Јужна Србија. Третата сметам дека е за жал Северозападна Македонија, барем во нивните планови, и тие си работат на нивната кауза. Уште минатата година формираа сојуз на албански општини од Балканот, во кој што припаѓаат општини од Албанија, од Јужна Црна Гора, од Северозападна Македонија, Северна Грција и Јужна Србија. Значи сите оние територии каде што албанците живеат во мнозинство, иако денес тоа можеби некому му изгледа нереално или дека претерувам, но за жал прашање на дене кога албанците ќе ја остварат нивната идеја, бидејќи на неа работат од 1878 година, од создавањето на Призренската лига и донесувањето на Призренската декларација, со која што всушност е и нацртана картата на таа голема Албанија. Велите прекинување на преговорите за името со Грција веднаш доколку станете председател на државата, што ќе донесе тоа? Прво, треба да бидеме свесни дека во Македонија никој нема да собере храброст да го промени името, иако некој најавува. Еве СДСМ во неколку мандати беа на власт, зошто не го промени името? Значи, никој нема да собере храброст, второ, ние тоа нема да го дозволиме. Трето, кој ни гарантира дека доколку ние го промениме нашето име, Грција ќе ги откочи процесите кон НАТО и кон Европската унија? Како нема да знаеме дека Грција нема да постави друг услов? Во овој момент зборуват за името, наводно не за идентитетот. Па тоа е цел пакет од барање, се однесува и на името и на идентитетот, на јазикот, на се што е македонско. Од друга страна, еве, Бугарија дел од Европската унија. Веќе оттаму имаме најави за можна блокада, бидејќи блокадата нели се однесува на добри меѓусоседски односи. Тие не стават директна блокада, но можеби Бугарија ќе побара нешто во делот на македонскиот народ и македонскиот јазик. Знаеме дека Бугарија ја признава Република Македонија, ама не го признава македонскиот народ и македонскиот јазик. За жал, еве и Србија веќе направи исчекор кон Европската унија, можеби и тие ќе не преварат. Со Србија имаме еден отворен проблем, тоа е црквата, Српската православна црква. Ден денес не признава македонската тој проблем колку е политички. Но како и да е, Србија може да ни постави вето ако влезе пред нас во Европската унија. Јас сакам да влеземе во Европската унија. Јас сум проевропски ориентиран. Јас го сакам и НАТО и Европската унија, затоа што Македонија мислам како држава дека има интерес. Без да навлегуваме во моралните дилеми колку НАТО е добра организација. Тоа значи оправдувате одлуката на председател Иванов да не отпатува во Сочи. Во тоа не би навлегувал, тука имаме многу контраверзи. Прво, самиот изговор зошто не отишол, мене ми е многу сумнителен. Токму тој ден се расипал авион. Па е од таа перспектива. Па не, јас сметам дека треба малку помашки да се игра во Македонија. Ние премногу се зацкриваме. Јас пак
исправени пред наклоноста кон исток или кон запад како треба да одигра машки Македонија? Јас ви кажав, јас сум за влез во НАТО и Европска унија, но не по секоја цена, не по цени на името и идентитетот. Сметам дека Русија воопшто нема интерес на Балканот, најмалку во Македонија, па Русија денес си дозволува на Србија да тргне на патот кон Европската унија и кон НАТО. Не, ние никогаш во историјата, ако гледаме, Русија не била многу благонаклонета, иако нели имаме многу сличности со рускиот народ, но сметам дека не била наклонета. Јас сметам дека Америка во историјата била понаклонета кон Македонија. И Америка, ако била повлијателна, можеби денес Македонија ќе била во вистинските граници. Значи, се слушувате со овој генерален курс на македонската меѓународна политика? Па, никој, ние имаме сега проблем кој ви вели дека нашиот курс е проевропски и про-НАТО. За ремодењето во Индија, во Пакистан, во Кина и не знам каде се уште не, ви зборува на вас за проевропски курс. Остојувањето на стратешките цели, членство во Па ние имаме разлика помеѓу декларативното и функционалното. Тие едно зборуваат, друго прават. Всушност и целиот тој проблем со Грција започна некаде во 2008 година. До 2008 година ние немавме проблем во напредувањето на Европската унија. Овој, да го наречам, лажен патриотизам на дел од потесното раководство на ВМРО ДПМН. Составањето на името на Александар Македонски на автопатот и на аеродромот, кои што навистина не се толку репрезентативни да мора да носат име на таков голем војсководец, ние ги затегнавме односите со Грција, доколку таму не се играше на таа карта, можеби Грција немаше да ни стави вето и ние како фиром денес ќе бевме членка на Европската унија. ВМРО ДПМН направи страшна грешка, стратегиска. Прашање дали ненамерно или намерно. Инаку кога зборувам, ние во 2001 година командант на армијата, началник на генералштабот беше генералот Панде Петровски, на полицијата генералот Ристо Галевски, генералот Јосип Бошевски беше началник одговорен на одбраната на Тетово, на армијата, но и воопшто на полицијата. Зошто нашиот автопат не би се викал генерал Панде Петровски, аеродром генерал Ристо Галевски? Или по останатите луѓе, еве на локално ниво од луѓето кои што загинале од конкретните градови. Немаше потреба од такво дразнење, непотребно дразнење на Грција. Иако за споменикот на Александар Македонски сметам дека е одличен и дека требаше да биде направен, на него сум посебно горд и навистина е убав. Кога мене би ме прашувале, би го направил и неколку метра повисок. Значи во тој дел не ве, но тоа сепак е споменик и друго е започна проблемот со именувањето на. Да, за уривањето на споменик на цар Душан исто така се одзвавте. Па без да навлегувам во историските дилеми кој бил цар Душан и што бил, владата на Република Македонија, иако тие тоа не го признават, ставила споменик, легално изграден објект. Не може албанците да рушат легално изграден објект, па колку и да не и се допаѓа. Еднаш рушеа на Кале, сега рушеа во центарот на Скопје на 100 метри од плошад. Што е трето кој што тие ќе го срушат? Веќе имаме ситуации кога го рушат православни гробишта во Западна Македонија. Ако ние дозволиме, што е следното кој што ќе го срушат? И само да дополнам дека конкретно од споменикот е уништено жезлото и крстот. Од целиот споменик го уништија токму крстот. Значи во тоа веќе има многу и религиски, верски елементи. Да, колку е опасен верскиот екстремизам и наводните инсталации во Македонија? За жал опасен е и верата или религијата е таа кој што ги обединува албанците. И за жал ние имаме ситуација кога македонците муслимани на големо денес се пријавуваат, односно се попишуваат, се кажуваат како албанци. Имаме турци во гости врз кои што денес се албанци. Вештачки се менува етничката структура. Ние не треба да се откажеме од нашите македонци само поради верата, затоа што се од исламска вероисповест. Тоа се македонци, нивните предци пред неколку века ја земали исламската вера и ние треба да ги почитуваме и сакаме, бидејќи се наши сонародници македонци. Исламскиот екстремизам на Балканот колку е опасен, колку е сериозен Зелената закана? трансферзала преку Турција, Македонија, Косово, Босна. И тие работат. Значи исламскиот радикализам представува сериозен проблем. Но тоа не е проблем само на Балканот. Знаете колку турци има во Германија, колку турци има на пример во Франција. Добро, колку е закана за цивилизираниот свет? Значи воопшто е закана оној екстремизам, јас го нарекувам така, наједноставно кажано исламскиот екстремизам. Не се сите муслимани нормално не живеат во тој филм, но за жал во Македонија имаме веќе и вахабистичкото движење кој што е навлезено длабоко во Македонија. И вие кога одете во Скопје, прво Колку е опасно, да. Тоа е многу опасно. Наверно го одмена прашањето Многу. за вахабистичките инсталации.
Многу е Тоа, опасно, да. бидејќи особено на долг рок тоа е страшно. Ние кога влегуваме во Скопје, од кај Катланово, од кај Велес, прво што ќе видиме е џамија во Катланово. Ако влегуваме во Скопје од кај Тетово, прво што ќе видиме е џамија. Ако влегувате од кај Косово, ќе видите џамија. Знаете, некој човек кој што патува низ Македонија, нема појма кај се наоѓа, мисли дека влегува во муслимански град. Како случајно ги направија џамиите токму покрај автопатот на највидливи позиции. Тоа убави нови џамии, големи џамии, видливи, нокно време осветени, да не зборувам за она пеење од минарињата кое што е пуштено на максимум, кое што се слуша, кое што е ужасно, го ремети мирот на граѓаните кои живеат во близина. Заедно со претседателските избори известни се веќе и предвремените парламентарни избори. Колку на Македонија се потребни во овој момент, колку достоинства како партија е подготвена да истрча, да ги одмери силите пред граѓаните на уште едни предвремени парламентарни избори? Јас веќе имам кажано, ние не сме стрекни поради воредните парламентарни избори, нам како достоинство не ни одговара, не сме доволно подготвени, но ќе излеземе на нив. И сметаме дека ќе имаме еден пристоен успех. Ние се бориме да освоиме по еден пратеник во секоја изборна единица. Се бориме во една изборна единица која што има околу 140-150 илјади гласачи кои што излегуваат на гласање, да ја добиеме довербата само на 7-8 илјади граѓани и мислам дека овој пат тоа е достижно, иако ќе биде многу тешко. Свесни сме, после она што ни се случи 2011 година, кога во Македонија климата би била демократска, кога би немало мобинг, присилба, заплашување, подкуп на гласачите, тогаш ние сме убедени дека ќе имаме повеќе гласачи, бидејќи граѓаните знаат да го почитуваат она што јас како претседател на достоинство и ние како достоинство го работиме. Не само војниците, полицајците, резервистите кои што знаат дека јас не застрнив кога требаше да одберам помеѓу партијата на која што јас припаѓав, а тоа е ВМРО-ДПМН, каде што припаѓав од 90-та година, сум член на ВМРО-ДПМН без малку од самото нејзино основање во Штип. Дури бев и во извршниот одбор, тој прв, не знам како го нарековме, на младите во Штип. Сегашниот координатор на ВМРО-ДПМН во Штип е мој сопартијац од 90-та години. Тие многу добро знаат, ако некој во оваа држава има право да се каже ВМРО-ДПМН, тоа сум и јас покрај другите основачи. За жал, кога партијата застрани во делот на бранителите, тоа можам да кажам дека 2008 година добија алармантни димензии. Тогаш јас наместо да одберам партијата на која што припаѓав, ги одбрав луѓето кои што ги застапував, а кои што беа од сите партии, а поголем дел од нив беа политичи, не ги интересираше политика. И така постепено и влеговме во конфликт со ВМРО-ДПМН, но ние за ВМРО-ДПМН представуваме голема опасност, бидејќи нашите заложби, нашата програма е опасно за нив. Не за разлика од Никола Груевски кој што го молеше. Колку опасна вака како вон парламентарна партија? Видете, тоа граѓаните ќе кажат, но еве, конкретно зборувавме зимето. Примерот Никола Груевски, кој што овде се представува како бранител на македонското име, пред неколку месеци го молеше грчкиот премиер за средба. Преку медиуми го повикува преку овие канали редовни. Но грчкиот премиер одби таква средба. Јас ве прашувам, зашто ќе зборуваше нашиот премиер со грчкиот премиер? Дали ќе зборува за климатските промени, за животинскиот свет на Балканот или ќе зборува за промена на името? Нормално ќе зборува за промена на името. Никола Груевски ефективно преговара. Тоа што грците поради таму економската ситуација и одговара разлекување нови проблеми е друга работа. Но ВМРО-ДПМН начело со Никола Груевски преговара за промена на името. Ние сметаме дека преговорите се понижувачки за македонскиот народ и треба веднаш да се прекинат. Не можете вие вечно да спинувате. Овде во Македонија на македонскиот народ му зборуват, ние нема да го дадеме македонското име. А на меѓународната заедница кажуваат, ние преговараме, еве Грција нејки ќе најдеме решение. Дајте еднаш да престанеме да си играме со името, да излеземе на една чиста ситуација, тогаш ќе бидеме повеќе почитувани и од соседите, и од меѓународната заедница, и тогаш ќе донесеме одлука, доколку Европската унија не ни дозволува да влеземе, тоа не значи дека не сака внатре, но не ни дозволува да влеземе поради овој спор со Грција, тогаш ќе бараме друго решение, тогаш може да го минуваме генерално курсот. Иако постои една можност, исто како НАТО, иако ние не сме ефективно членка на НАТО, ние формално не сме членка на НАТО, но функционално со едната нога сме во НАТО. Нашите војници учествуваат во сите мисии на НАТО, овие така наречени мировни мисии во Ирак, во Афганистан, Босна и на неколку други места.
Значи ние не сме членка, а ефективно учествуваме со НАТО, прито и нашите војници имат земано еден голем број на одликувања, се покажале во многу акции, доаѓаат со пофалници. Исто и кон Европската унија, можеби ние формално нема да станеме член, но треба да ги развиваме односите со државите кои што се учинуваат Европската унија. Ние имаме неколку такви примери на држави кои што се во Европа, кои што се многу богати, а формално не се дел од Европската унија. Со оглед на тоа што наближуваат претседателските избори, каков шеф на државата е потребен на Македонија во моментот на следниот 5-годишен мандат? Овде прво ќе ви укажам на еден момент. Во Македонија досегашните претседатели со погрешна политика направија граѓаните да сметат дека македонскиот претседател е како англиска кралица, дека без малку нема никакви властови, што не е точно. Сепак Македонија е полуг претседателски систем. Во Македонија претседателот е врховен командант на вооружените сили. И овде би ве прашал кој може да биде подобар командант, врховен командант на вооружените сили од полициски генерал кој што чинот го добил во војна и кој што се борел во војна. Понатака претседателот има големи ингеренции во меѓународната политика, но претседателот може да го креира јавното мислење во било која сфера. И може претседателот да направи трибина, да направи семинар за било која област, на тој начин да има силно влијание врз јавното мислење и индиректно да влијае врз владата. Но најголема предност од доаѓањето на независен кандидат или на кандидат од помала партија за претседател е тоа што тој нема да го носи товарот на големите партии на себе. Некој кандидат, колку и да се обидува да биде независен, ако потекнува од ВМРО ДПМН или од СДСМ, тој мора да ги слуша насоките од партиското раководство. Ама не мора толку колку актуелниот претседател Ѓорги Иванов, кој што е безмалку како безгласна буква. Ние не видовме тој ниту еднаш досега да се спротистави на одредена одлука или закон на владата. Правото на вето го нема употребено. Мислам дека Киро Глигоров го има употребено 4 пати, Борис Трајковски 6 пати, Бранко Црвенковски 10 пати право на вето на овие закони кои што минуват и ги враќа во повторна постапка. Нашиот претседател сегаше ниту еднаш го нема употребено тоа право. Замислете, претседателот на ВМРО ДПМН, внатрешна македонска револуционерна организација, Демократска партија за македонско национално единство, не сакаше да ги одликува бранителите од 2001 година. Тоа нити чини пари, нити некого ќе раздразнеше. Јас верувам дека на Дуј нема да смета ако македонскиот претседател ги одликува. Кога јас би бил претседател, веднаш ќе ги одликувам сите заслужни бранители кои што бранеле својата држава во 2001 година. И ние сите знаеме дека Македонија е управувана од еден центар на моќ. Ние знаеме дека собранието е безмалку гласачка машинерија. Гласат она што од владата ќе стигне. Во владата знаеме дека неколку луѓе одлучуваат за сите работи и за жал нашето судство, во наводници нашето независно судство, е подложено на силни политички влијанија. Фактички еден центар на моќ ги управува сите пори на власт во Република Македонија и тоа погубно се одразува на нашата држава. Убаво би било кога еден претседател кој што својот легитимитет го црпе од самите граѓани, бидејќи претседателот има буквално легитимитет како и владата, затоа што кога за некого ќе гласат 300, 400, 500 илјади граѓани зависно од излезеноста и ќе стане претседател, реков 300, 400, бидејќи албанците најавија бойкот, па ние македонците можеме и сами да си избереме претседател, тогаш тој има огромен легитимитет и може да се спротистави на било која политика на владата. На владата и може според вас да одолее на притисоците на меѓународната заедница? Во кој дел зборуваме за да одолее? Па владата многу вешто ги менаџира сите притисоци. Оваа влада тоа го докажа до сега. Во било која сфера, било кој притисок гледате во една ваква економска ситуација, тие успешно наоѓаат се нови и нови кредити, што од меѓународните институции, што од дома со домашно задолжување. Можете да се заскривате, да. Зад притисок од меѓународната заедница наводен, но и се разбира мора да се почитува. Не, тие, видите, овде се работи за игра. Изјавата на Ермира Мехмети и на некои други Бујар Османи од Дуј дека тие нема да гласат за Ѓорги Иванов затоа што тој е тврдокорен националист. Тие се смешни изјави. Па што направи Ѓорги Иванов толку некој таков, да речам, потек, што можеме да го квалификуваме како тврд националистички потек. Тие на тој начин сака да му го зголемат рейтингот кој македонците, а ќе видите во вториот круг како Дуј ќе ги повика сите активисти и членови да гласат за истиот Ѓорги Иванов, за кого што сега наводно не сака да слушнат. И сега ВМРО ДПМН во очите на македонците се хероите, тие се патриотите, тие
не сакат да подлегнат на притисоците на Дуј за консензуален председател и тие докреки истраат, како што Силвана Бонева кажа на една комицка вечер додека играше Оро, дека тие за нив не важи оној притисок од Дуј на консензуален председател. А ќе имаме можност во вториот круг да видиме како Дуј ќе гласат за Ѓорги Иванов, бидејќи јас сум убеден дека Ѓорги Иванов ќе биде председателски кандидат на ВМРО-ДПМН. Значи, отпаѓа тезата за криза во владината коалиција. Ваква љубов до сега во Македонија, ваква политичка љубов не постоела. Видете што се помина ВМРО-ДПМН и Дуј. Едните преку ден градат, ВМРО-ДПМН гради црква, музеј на Кале, овие другите преку ноќ рушат Дуј, односно учите. Македонците се задоволни, видете нашата влада ни прави црква на Кале. Албанците викат, видете нашите рушат. Тие си поиграат со меѓуетничките односи, ги користат по потреба. Како и сега ова појавувањето на Рачинова од нема и каде во месец февруари. Генерал Ангелов, благодарам за гостувањето Версус на Каралос. Благодарам и за можноста да учествувам во вашата емисија. Јас само да информирам јавноста, доколку ми дозволете, дека во недела започнувам со собирање на потписи за да станам кандидат. Во овој момент јас не сум кандидат за председател, бидејќи за да бидам кандидат според уставот и законите треба најпрво да соберам 10.000 потписи. Ги повикувам сите граѓани кои што дават поддршка на мојата кандидатура да се потпишат во недела и евентуално понеделник и вторник. Благодарам за гостувањето во емисијата. Версус со Горан Лалов.